Ете, бидна и таа работа, што некои би рекле, бидна и таа работа. Се венчавме со НАТО, ставивме потписи, си го сменивме името како млади невести и сега одиме во брачните води со бурмичињата на прстињата. Нормално ќе има кавги, недоразбирања, оти бракето, бракот си има кавги, но заедно сме посилни. Ќе го поставиме кај да е за една година чадарот на НАТО, ќе не штити од евентуални напади. Ние ќе станеме дел од тркалезната маса. Ќе бидеме еден за сите, сите за еден. Член 6 од Вашингтонската спогодба. Во моментов таа не може да се активира затоа што не сме полноправна членка. Интересно е што протоколот го подпишавме, некој додуше и со лева рака од амбасадорите, под името Република Северна Македонија, име кое уште не е официјално, но мислам тие процедури не би требало да се земаат како влакне во јајце. Сега како влеговме, односно како се усреќивме со овој нов брак, е приказна за себе. Многу книги ќе се напишат, многу ќе се анализира во иднина, но морам да се потсетам на една давнешна средба во 1989 година во Мелбурн со македонскиот дисидент Јонче Трајчевски од Добрушево, Битолско. И ми рече: прво, ќе се распадне Југославија. Ајде, немој ќе се распадне Југославија. Не, се распадне Југославија. Они си знае дека ќе се распадне. Второ, Македонија еден ден ќе влезе во НАТО и во Европската заедница, ама не знам какви ќе влеземе. Значи, ќе влеземе во НАТО, ама не знам какви ќе влеземе. Дилемата му беше дали ќе ни ја признаат македонската држава и државност, македонската нација, јазик, историското наследство. И сега, за жал, Јонче починат, вечна му слава, а и да беше жив, не знам што ќе му кажев. Останат сум без зборови. Например, да му кажам болен компромис. Може би одговорот лежи во едно реторичко прашање. Зошто не ги отворија шампајнската кога се подпишуваше? Јас го следев настанот во прес-центарот на владата, стварно да отворија едно шише, па да ставија едно шампајнско, па да се чукневме на здравие. Тука беа и некои офицери од НАТО, амбасадори. Па да се удриат тапаните на сред село, ова среде Скопјево наше. Па не беше невестата бегалка бе мајката, вака тивко, како срамежливо. Може би тука некаде лежи одговорот. Какви влеговме во НАТО и каков беше процесот. Иако за НАТО сум напишал може би илјадници страници текстови. Го следев од 1993 година кога се донесе резолуцијата во Македонското собрание дека ние сакаме еден ден да пристапиме во Сојузот, во Алијансата, во НАТО. А потоа, од 1998 година го водев и како сектор. Пишував дека мој став е треба да бидеме членка на Алијансата. Сум поставил прашање на Солана и на Робертсон, бившите генерални секретари, на Джейми Шеј, ете малку да се испофалам. Ама името, никогаш немав одговор добар за името. Но, си велам, може би, журката што не се направи за НАТО се подготвува за промена на името. Еве, се исече оградата пред владата. Добро, првин сеничко са поскали портпаролот на владата Миле Бошњаковски, мојот колега, несреќно се подлизна на тие лошо поставени 3 скали и си велам, па добро, нека биде нарно, ајде нарно, нека е што Миле така малку се спрепна, сега се сече оградата, белки ми тоа ќе е за арно, ем ќе се луфтира владата, ем ќе се ослободи од стегите на еден режим наречен груевизам, а тоа може би изгледа како мал чекор за владата, но голем е за македонците. Тие сега зачекоруваат во слобода, дишат слобода, учат да одат на своји нозе. Почетници по демократија.
А можем некако да ги читаме идните демократски придобивки. Например, ќе има фер судења. Опа, фер судења. Ќе се излечиме од тоа корупцијата, ќе имаме улици джам, болници чисти, лекари добро платени, новинари од сегашниве просечни али 20.000 али 22.000 денари, ќе скокнат нагоре до просечни 500 евренца, 30.000 арчиња. И со тоа ќе се удри на корумпираното новинарство. Нема да има непотизам, партиски клиентелизам, нов грујо и така до недоглед право кон целта наречена Европска Унија. На патот стојат многу пречки. Најтешки се домашните, секогаш е така. Оти каменот доаѓа од близу или ножот секогаш ти го дираат од зад грб. Зари ти, сине Бруте. За тоа ќе ни требаат и тука опинците на Заев, онака железни, а имаме и комшиски предизвици, да не се лажеме, си имаме комшиски предизвици. Ама за нив во последно време не се зборува отворено, ама ќе се зборува. Кога ќе го видиме поштарот како звони на врата со пликчето во раце и ти вели потпиши се, каков да се потпишам бе? Какав е овај куфер? Куфер као куфер, празан. Отвори. Тај меч отворите сам. Ма отвори, kad ti kažem priznati mapira, otvori! Nebo si, ako slučajno nađemo bomba ili nešto slično. Otvori, kažem! Otvorim, normalno kofer kao kofer, prazan. A, pico, znači tu smo. Sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Priznaj sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Kažem, ama šta da priznaj? Priznaj, priznati materina, priznaj! Но секогаш позитивни. Бидете позитивни. Не се предавајте. Гледајте во иднината. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And all